За побрза дигитализација на земјата институциите треба да бидат поедуцирани, како и да се подигнат човечките и техничките капацитети за тие да нудат електронски услуги на граѓаните, беше истакнато на втората трибина во Тетово за дигитализација на јавните услуги. Во моментов преку националниот портал за електронски услуги, како електронска платформа достапна на услуги.gov.mk, се нудат 128 електронски услуги на 3 јазици, вели министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски. Важно ни е да ги организираме институциите, важно ни е да ја кренеме искористеноста на сите овие системи кои што веќе ги имаме инсталирано, за да имаат бенефит граѓаните. Покрај порталот за електронски услуги се работи за електронскиот регистар на население, се работи за сосема нов документ менеджмент систем, се работи за електронски систем за управување со управните постапки, односно оние услуги кои што реално им требаат на граѓаните, и се работи за систем за единствена најава, со кој што граѓаните со единствено користничко име и лозинка може да се најават и да добијат услуги од било која од институциите кои што нудат услуги на граѓаните. Интегрален дел на порталот е и каталогот на услуги, каде што ги излиставме сите услуги кои што дали централната или локалната власт ги нудат на граѓаните, и тие се на прост и едноставен начин веќе напишани на порталот, и граѓаните не мораат да лутаат од институција во институција да читаат закони за да ги добијат основните информации за услугите кои што им се нудат. Во процесот на дигитализација надлежното министерство соработува и со локалните власти. Апсолутно за нашите граѓани се многу важни услугите кои ги добиваат, и нормално во едно време на дигитализација тие услуги да бидат дигитализирани. Ние имаме некои од услуги кои ги даваме на дигитален начин, но тоа што е важно и апсолутно е важен моментот на дебата и со министерот и со централната власт за зближување и користење на заедничките портали, се со цел да граѓаните, например, да имаат една линија и што повеќе услуги кои би ги добиле на дигитален начин. На трибината, освен министерот Манчевски и градоначалничката Арифи, говореа и професор Азир Алиу од Универзитетот на Југоисточна Европа и предприемачот Бобан Милосавлевски.